Електрани на Македонија се убедливо најголемиот инвеститор во земјава. Годишно во просек оваа компанија инвестира меѓу 50 и 60 милиони, а годинава рекордни 250 милиони евра. Во приложение и разговорот со генералниот директор на ЕЛЕМ Владко Чинговски. Освен постојната трка и градењето нови енергетски капацитети кои што треба да ги задоволат растечките потреби за енергија, електрани на Македонија вложуваат напори за ревитализација и модернизирање на постојните термо- и хидроелектроцентрали. Особено се комплицирани и скапи вложувањата во еколошките проекти. По 32 години функционирање, ТЕЦ Осломе го реши проблемот со депонирање на пепелти на згурата, кои предизвикува проблеми на жителите на Осломе. Целата суштина е во тоа што сега пепелта и згурата што се ослободува во процесот на производство на електрична енергија не се депонираат и не се транспортираат во отворена состојба, него во посебни мешавини или миксери се меша во сооднос 1:1 со вода и се создава една така наречена хидраулична смеса, која понатока по хидрауличен пат со помош на пумпи се одложува на отприлика далечина од 4 километри на веќе искористениот дел од рудникот. Значи таму се депонира оваа смеса на водена маса, која што понатака поради сушењето на водата, поради зацврстувањето на материјалот се претвора во нешто слично на бетон, кој потоа се затрпува со земја од самиот рудник и на крај на криштата ние воопшто немаме никаква да речам слика дека тука некогаш бил пепелот или останале некои материјали. На тој начин трајно се решава проблемот со отпепелувањето, односно со загадување на оваа околина. Системот е најмодерен, таков во што постои во светот. Има капацитет од 60 тони пепел на час или околу 300.000 тони на годишно ниво. ЕЛЕМ е убедливо најголем инвеститор во земјава. Во просек годишно инвестира од 50 до 60 милиони евра. Годинава беа пуштени ХЕЦ Света Петка, транспортниот систем од Брод Милутино до Суводол, како и постројката во Осломе. Во почетокот на есента очекуваме да го ставиме камен темелникот на трафостаницата и пристапниот пат до првиот ветерен парк во Богданци. Значи тоа е една од вака инвестиции на кои што сме целосно посветени. Исто така активно работиме и на проектот за изградбата на Бошков мост како една од приоритетите во изградбата во хидрокапацитетите. Пред 2 недели подпишавме договор со Ачиона, тоа е шпанска компанија која што работи на изработката на физибилити студијата и еколошките параметри за Луково поле. Значи тоа е проект што го очекуваме да почне да се реализира некаде во идната 2013 година. И да напоменам дека исто така силно сме посветени кон стабилизацијата на состојбите во рудникот Суводол, кој како што знаете е на залезот на својата кариера. ЕЛЕМ имплементира и современ менеджмент систем, а нодомно е добен сертификатот ISO 14001 и се однесува на менеджирање со животната средина вреден 4 милиони евра. Сепак најмногу напори се вложуваат во рудните истраги, во барањето нови количества лигнит, што треба да го продолжи работниот век на РЕК Битола и ТЕЦ Осломе. Имаме дополнителни инвестиции во доистражување на огелиштето Живојно, каде што завршивме со бушењата, сега треба да го работиме проектот, значи имаме работи во канцеларија. Работиме активно на довршување на проектот за отворање на рудникот Мариово и така натака и така натака. Значи апсолутно имаме голем број на проекти кои што во паралела се реализираат и тоа особено ме радува бидејќи значи дека оваа компанија понатака ќе реди успеси во својата дејност. Интензивно тече ревитализацијата на третиот блок на РЕК Битола, по завршувањето на работите на турбината и на генераторот, како и модернизацијата на парниот котел во почетокот на ноември, овој блок ќе влезе во редовно производство. Со оваа инвестиција неговиот работен век се продолжува за дополнителни 20 години.